Светот се соочува со нова преселба на народите. Долги години ќе дебатираме за тоа што е причината за ваквото масовно движење на милиони луѓе. Светска завера на капиталот, судир на цивилизациите, стратешка игра и рекомпонирање на светот, или се заедно помалку. За обичниот човек далечно и неразбирливо. Нема му останува само маката. Оно што е видливо е страдањето на огромен број на луѓе и нивната непоколеблива желба да живеат добро, да живеат подобро. Човечки, нели? Една година низ Македонија поминуваат стотици илјади луѓе на својот пат кон Европа. Се нагледавме на слики на луѓе кои незапирливо итаат кон ветената земја, Европа, а поточно Германија. Во Македонија има два прифатни центра каде се задржуваат накратко овие луѓе. Едниот е на јужната граница кај Гевгелија, а другиот на северната, кај Табановце. Го посетивме кампот на влезот во државава. До кампот се стигнува низ лозија и овоштарници, по пат посипан со ситни каменчиња. За влез е потребно одобрување од Министерството за внатрешни работи и се добива дозвола за најмногу 3 часа престој во кампот. Тој е од контейнери во кои се сместени контролните пунктови и хуманитарните организации. Целиот простор е посипан со ситен, остар бел камен. Некои делови се уште во изграда. Некои големи шатори се полни со сиријци, ирачани, афганистанци. Овде се задржуваат неколку часа, само колку да се заврши процесот за идентификација, малку да окрепнат од долгото патување, некои да се позанимаваат со собствената хигиена. Некои бараат и медицинска помош, а некои медицинска контрола. Кога ќе се соберат околу 1000, организирано влегуваат во возот кој стои на споредниот колосок и правец Табановце. На влезот уредно се пријавивме и разговаравме со представниците на УНХЦР и Црвениот крст. УНХЦР е кровна организација за хумано работење по светот под Обединетите нации. Овој камп во Гевгелија има 7 хуманитарни организации. Како се координираат меѓу себе? Организациите, како што веќе знаете, се тука од самиот почеток од основањето на овој транзицијски центар. Значи, едни се за храна, за вода, ги покриваат кебињата, координацијата, значи секогаш има место за подобрување, меѓутоа за сега се функционираме одлично. Како кровна организација меѓу разни организации со разни финансиски средства од кои што действуваат, овде имате ли контрола на тоа кој што се влегува и кој што дели? Бидејќи докторите ги прашав можно ли е да се внесат некои заразни болести, бидејќи со законите на Република Македонија се обврзани за карантинско постапување. Така, значи имаме увид во тоа кој влага и како, меѓутоа целиот товар за тоа кој влага и како припаѓа на ЦУК, како и на Министерството за труд и социјална работа. Едното од организациите е Humanity First, под капата на еден муслимански џемат. Тие во својата идеологија на постоење имаат мирољубивост, помагање, хумано однесување. Како сте задоволни од нивната соработка? Со нивната соработка сме одлично задоволни, значи последните 5 месеци они се веќе во овој центар и функционираат одлично, значи за бегалците обезбедуваат чај и кафиња, во секое време се присутни и многу сме благодарни на нивната поддршка. Една од најстарите организации на светот има 135 години Црвениот крст. Долги години помага во незгода на многу луѓе во светот, посебно во Европа и Северна. Овој пат имате еден друг случај во кој што најголем број се луѓе кои дошле од Азија и се припадници на исламската вера. Црвениот крст има една друг перформанс. Има ли проблем со тоа? Секако дека нема, бидејќи мисијата на Црвениот крст е една, односно на Црвениот крст и Црвената полумесечина, без разлика во кое национално друштво, кој е официјално признат емблем. Како што реков, мисијата е една и по таа мисија функционираме на секаде на светот. Според Центарот за управување со кризи низ Македонија поминаа 100.000 бегалци. Досега искуството вели дека успешно се справивме, освен на почетокот. За пролет најавуваат милионски групи на вакви унесреќени луѓе. Спремни ли сте да ги причекате? Па како и досега, секој пат сме одговориле на потребите кои што ги имале луѓето кои што транзитираат низ нашава држава.
првично од медицински аспект како присутни на терен како Црвен крст, а понатаму и логистичкиот дел од обезбедување на храна и непрехранбени продукти. Соработката со другите комунитарни организации и пред се под капата на Центарот за управување со кризи. Го действува ли тоа хармонично? Секако дека сите овде како што се присутни како волонтери на различни организации допринесуваат во реализирање на нашата единствена цел, а тоа е помагање на луѓето кои што доаѓаат кај нас и олеснување на нивниот пат понатаму. Според изјавата на Сузана Салио се очекува овој центар да биде двојно или тројно зголемен во наредните месеци. Тоа значи дополнителна работа за вас и за сите овие комунитарни организации. Свесни ли сте што не ве очекува? Секако сме присутни тука од почетокот, имаше периоди на поголеми напливи, некои помирни периоди, но сме 24 часа присутни на терен, сме добро подготвени, така да верувам дека не можат да ни изненадат оние напливи. Некои од овие измачени луѓе седеа во шаторите чекајќи да го продолжат патот. Некои седеа на простирките надвор и се грееја на зимското сонце. На прв поглед сите делуваат некако исто, на возраст до 40 години и деца од кои некои сосема малечки. Она што јас го приметив дека не ми изгледаат исплашено, туку некако ведро. Во кампот има места за полнење на батериите на мобилните и слободни Wi-Fi зони од каде веднаш се собираат и се јавуваат на своите небески каде ли треба. Колку ли само разделени семејства и роднини има? Вечна човечка голгота. Што ли оставиле таму? Што ли ги чека? Колку е голема дилемата? 100 прашања, а одговорите висат некаде во воздухот и му се достапни само на онај кој ова го предизвика. Ако подолго се загледа човек, ќе види дека и не се многу слични според изгледот. Многу посиромашно изгледаат афганистанците, ретко знаат некој европски јазик и се потемни во кожата. Некои од нив имаат и специфичен монголски изглед. Сиријците повеќе наликуваат на европејците, многу од нив се со смеги и сини очи. Очигледно се и пообразовани. Една дама не сакаше да се слика, велејќи дека е толку изморена од патувањето и не изгледа добро и се разбира, не сака во тако светло да ја гледаат. Вели дека е архитект и до минатата година имала убава работа во Сирија. Дури летото од 2014 била и на одмор. Но како се разгорува војната и станало јасно дека мора да бара излез. Веќе контактирала со некои колеги архитекти од Франкфурт и се надева дека ќе има шанса да покаже дека е стручна. Од луѓето кои работат во хуманитарните организации разборавме дека најпријатно се изненадиле од иранците, се додека тие поминува овде пред да им биде забрането. Вела дека тоа е културен народ и многу наликува на европските народи по однесувањето и по обликувањето. Колку ли само цивилизации и народи поминувале од Европа кон Иран и од Иран сега кон Европа. Во кампот има и волонтери од УНХЦР кои се грижат за состојбата на децата. Еве ја нивната изјава. My name is Jesper Jensen. I work for UNICEF. We are doing Јас сум Джаспер, социјален работник од УНИЦЕФ. Се грижам овде за децата и за нивните мајки. Тие патуваат долго и тоа по лоши услови и веќе се под голем стрес. Аз се надевам дека ќе можам да им помогнам онолку колку што е можно да се вратат во нормала. Знаете, не можете да помогнете потполно да се превреди стресот, но можеме да се трудиме така да направиме. Македонската држава е должна да се грижи за состојбата на здравствен план во кампот. Има постојана медицинска екипа и разговаравме со докторката. Ние сме еве четврти месец присутни во транзитниот центар. Јас сум потекнала здравствен дом доктор. Патологијата е различна. Почувајќи од обични настинки, воспаление на плуќа, болки во бубрези, камења во бубрези, епилептични напади, сме имале кожни заболувања од смисол на шуга. Така да, значи, од секоја патологија, почувајќи од бремени жени, проблеми во бременоста, болки, па и трудници упатени на поредување. Со закон сте обврзани сите алергиски или заразни заболувања да ги пријавуваме, да. Имаме ли вакво поне? Па да, секој заедно заразно заболување имавме скабиес, беше пријавено. Некое друго заразно заболување не сме имале, да го јасно на мојата смена не се имало.
Меѓутоа, обичните настинки, тие не се појавуваат, така да. Патуваат со месеци, се појавуваат и кожни болести, имате ли и такви случаи? Па да, само не ви реков, скабие, шуга беше. Иначе друго заболување, значи заразно од тој тип кој што требало не ви да се преземе некоја заштитна и противепидемиска мерка, не, на моја смена, кажува. Бидејќи во просек овде се од 800 па до 2500 луѓе на ден, според вашата некоја перцепција, колку интервенции имате во ден? Значи различно е, еве екипата што била вчера во текот на денот, значи во вие 24 часа имаше 15 интервенции, од кои 2 транспорта. Моментално денеска во текот на денот, еве до сега да речем на Пладне, имавме 4 интервенции, едно дете кое мораше да биде транспортирано на детското одделение во Гевгерија, бидејќи се работеше за пневмонија, по мои согледувања, кои што требаше дополнително да биде испитано, па може би и хоспитализирано, потешко болно дете. Хуманитарните организации имаат свој ресор и го покриваат. Едни дела храна, други обувки, трети топли напитоци и така натаму. Ги има 7 на број. Во голем шатор е сместен Humanity First, еден дел од Ахмади џаматот. И овде го сретнаме Васим Ахмад, првиот човек на џаматот за Македонија. Humanity First е една помоćна организација у наш џамат. Humanity First е формирана во текот на војната во Босна и таму помогнавме на голем број луѓе. Кога настана кризата на границата во Македонија, ние дојдовме меѓу првите и побарове информации за тоа што е најнеопходно да се помогне. Има овде хуманитарни организации кои се грижат за храна, облека, лекови, но беше итно да организираме помош во напитоци, бидејќи овие луѓе патуваат студено, а веќе зимата доаѓаше. И така, веќе скоро 6 месеци. Ако дојде до ескалација на бегалската криза, ние ќе реагираме така што ќе бараме донации и помош од Европа, а ќе продолжиме овде да го работиме ова што, се надевам успешно го правиме повеќе од 5 месеци. Овде се и волонтерите кои секојдневно помагаат во делењето на топли пијалоци. Со помош на Васим разговаравме со едни момчиња од Сирија. Го гледав момчето со карактеристичен пакистански изглед и си мислам, имаш многу надеж, одиш во Австрија, каде старата ксенофобија се буди. Времето ќе покаже колку е можен спој меѓу толку различни цивилизации. أنا من سوريا من الشام ولحنا اجينا Патуваме انا веќе واخواتي десетина дена. Бевме طبعا во Турција во камп, а потоа до едно пристаниште од каде 3 дена со брод низ морето. Верувајте, беше навистина тешко. Се надеваме дека за неколку дена ќе стигнеме во Германија, каде се нашите роднини и пријатели и ќе се обидиме да започнеме нов живот. Од оно што го слушнавме, ќе можеме да живееме таму без страв, а и да си живееме со нашите обидувања. Знаеме дека има џами, но и слободата да си ја почитуваме верата. وتعذبنا كثير لحتى وصلنا لازمير. На моето прашање дали се плашат дека е можно да бидат вратени на брегу или по некој време, тој вели: сме слушнале за некои нови правила, но тоа нас не може да не обесхрабри. Ние ќе си ја пробаме среќа. Ај да ви кажам искрено, и нема сега каде да се вратиме. Сафет Дестанов е наш пријател од Печево и кој е овде веќе скоро 6 месеци. И ние добивме топол чај од него, но и го слушавме Сафет за искуствата со мигрантите. Овие од Авганистан некогаш прават галама, ама само ако го повишиш гласот и ги замолиш да застанат во ред, веднаш се смируваат. Јазик не разбираат, ама реагираат на силината на гласот. Во војна се од 81 година, значи 35 години околу нив се војува. Инаку тука, како што спомнавте, ние сме веќе повеќе од 5 месеци. Секојдневно, минимум 12 часа во денот, ги обслужуваме имигрантите со топли напитоци. За децата имаме топло чоколадо, за повозрастните имаме чај и кафе. Без разлика на временските услови, ние сме тука, како што спомнав, најмалку 12 часа и немаме ограничено колку да поделиме, него делиме нон-стоп. Дали некој сака 2 или 3 чаја или 5, тоа не гледаме. Секојаш се трудиме да бидеме ведри, насмеани кон луѓето, ги поздравуваме, нешто што можеме да им помогнеме, им помагаме и
Тоа е тоа. Најтешко е кај човек кога гледа туѓа човечка несреќа, а вие го гледате тоа секој ден, најладници случаеви. Како ви поминува, што мислите за овие луѓе? Уплашени ли се? Имаат ли надеж дека ќе биде подобро? Па, да, овие луѓе доста се уплашени и на секое повишување на тонот, они делуваат на друг начин, се гледа дека се уплашени, дека доаѓаат од лоши кризни подрачија. Има и некои луѓе кои се ведри, комуникативни, но нивната цел е патувањето према Европа. Они друго не размислуваат, кога ги примат документите, брзаат само што побрзо да дојде возот и да одат. Инаку имаме случаеви, доаѓаа многу жени со мали деца, големи фамилии, па немат храна, па некои немат пари, па некои немат облекло и така да им помагаме што можеме да побезбедно патуваат понатаму од овој камп према Србија. Така јас очекувам дека по искуството од 5 месеци и овој најавениот пролетен бран на избеглици вие ќе продолжите активност, а ние доколку сме можност повторно ќе следиме, затоа што ова не е случај само за Македонија и не е проблем само на Македонија, во овој момент е европски, ако не и светски. Па ние се надеваме со помош на нашата организација Humanity First, доколку се во можности да ни обезбедат уште средства, ние секако доброволно би прифатиле да продолжиме да ги обслужуваме мигрантите. Додека разговаравме, полека доаѓаат во шаторот по кафе или чај. Се окрепнуваа и продолжуваа кон другиот шатор од каде чекаа ред за навозот. Тој ден немаше многу мигранти, Сафет се шегува велики, па за еден воз ке се собере. Од портирница не опоменуваа дека времето ни е при крај и Ајтовски уште еднаш помина со камерата покрај пунктот за идентификација. Мораме да си одиме. Ова беше нашето кратко искуство од овој прифатен центар во Гевгелија, каде што за кратко се задржуваат мигрантите, а после продолжуваат во надеж или во неизвестност. Ке чекаме да видиме.